Македонскиот премиер не пријавил сопствеништво за поседување на компанија, објави порталот А1. Новиот скандал со премиерот следува откако тој во неколку наврати изјави дека се имал пријавено во неговиот анкетен лист. Јас сум човек кој што пријавил честно во анкетниот лист се што поседува, а мојата биографија е комплетно достапна и во собранието. Секој функционер е должен сето она што го има стекнато во својот живот да го пријави во својот анкетен лист, како што јас сум го направил тоа. Сите оние што не го направиле тоа во законскиот рок треба да бидат санкционирани согласно законот, рече премиерот во неколку изјави. Овие се само дел од изјавите на премиерот дадени пред медиумите во врска со неговата поранешна компанија Pixel Group, каде бил косопственик со неговиот кум Горан Паунов. Информации за работата на премиерот има и на други компании каде бил дел од нив, како на пример Универзитетот Американ Коледж, каде што е објавено и неговото CV. Во последните негови работни позиции пред да стане заменик министер за финансии, покрај коосновач на Pixel Group пишува дека тој е член на управниот одбор на Институтот за истражување и развој Портник од Скопје, здружение непознато за јавноста. Како членови на управниот одбор се наведени 5 професори, доктори на науки, но не и премиерот. Во потрага да се дознае повеќе за Портник, од А1 подетални информации побарали во Централниот регистер. Во добиените документи се појавува името на премиерот како еден од собствениците, и тоа заедно со професорката на Филозофскиот факултет Наташа Богоевска, како и професорот на Архитектонскиот факултет Страхиња Трпевски. Но ниту здруженијето, ниту пак компанијата не фигурираат во анкетниот лист пријавен во антикорупцијска која веќе го проверува името на предметот. Доколку се потврди, ние од наша страна може да тоа да го обелодениме и да кажеме дека ќе му издадеме прекршачен платен налог, меѓутоа понатаму ќе го доставиме до институции кои што имаат истражни центри кои што можеби подлабоко ќе навлезат ако е проценат дека постои некаков ризик тука. Инаку компанијата на премиерот се наоѓа во зграда во центарот на Скопје за Стопанската комора во стан, во кој според информациите на А1 никој не отварал кога се упатиле да стапат во контакт со наводниот сопственик.